Министерот за внатрешни работи не бил запознаен нито со софтверот за сообраќајни прекршоци, нито со набавката на уреде за биометриска идентификација на Драги Рашковски. На ниту една од владините седници не се зборувало за тоа, додека тој бил технички премиер и прв човек на МВР. Прашан пред судот дали во рамки на МВР била формирана група за набавка на софтвер за определување просечна брзина, првиот полицаец сведочеше дека од тогашниот премиер Зоран Заев добил мандатно писмо за утврдување модели и правење анализи за надградба на системот Safe City и во делот на безбедноста на сообраќајот. Не знам дали е тоа релевантно за случајот. Таква анализа е правена за потребите на МВР, а не за владата. Во мандатното писмо од Зоран Заев стоеше да се изврши анализа за подобрување на состојбите во сообраќајот преку надградба на системот. Сме правеле анализи за начинот и модели за надградба на системот Безбеден град кој екзистира. Надградбата да биде и во делот на сообраќајот. Една од опциите е да се набави нов софтвер, втора опција е да се изврши надградба на системот Safe City. Рашковски го праша првиот полицаец дали направил грешка со тоа што го известил директорот на Бирото за јавна безбедност дека ќе го тестираат софтверот, а тој одговори дека тоа им било обврска. Не знам дали сте направиле грешка или не. Сте имале обврска да информирате се што се работи на улица, во насока на вашата и општа безбедност. По предлог на обвинителката Ивана Трајчева сведочија Ивица Димовски и Димитар Поповски, собственици на фирмите од каде Рашковски преку генералниот секретаријат ги набавувал кабините и камерите за софтверите. Од друга страна, прво обвинетиот, сведочењето на министерот за внатрешни го смета за клучен фактор во побивањето на обвинителниот акт. Рашковски тврди дека софтверот не го набавил за да казнува преку генералниот секретаријат, туку напротив, тој бил направен за анализирање како да се намали бројот на прекршоци во сообраќајот. Софтверот, како што каже министерот, е набавен за потребите на владата во рамките на остварување на нејзините активности и законски предвидени обврски за правење на анализи. Процесот, односно софтверот е набавен со цел да се интензивира процесот на инклузија на сите можни чинители кои што имаат знаење, можност и вештини, се со цел да се намали бројот на жртви во сообраќајот. Судскиот процес софтвери се наоѓа во доказна постапка. Според обвинението, Рашковски уште 6 лица ја злоупотребиле службената положба при спроведување на 4 постапки за јавна набавка, а при тоа во џеп си ставиле 300.000 евра.